Состојбата со пожарите на отворен простор и во текот на денешниот ден е многу лоша. Досега се регистрирани повеќе од 30 пожари на отворен простор. Од нив активни во овој момент се 11 пожари. Неколку од нив пораснаа во големи пожари тешки за гасење. Во овој момент еден од најкритичните пожари се наоѓа на територијата на општина Чашка, во атарот на село Богомила, кој што се заканува и на неколку куќи од самото село. Исто така тежок пожар имаме и на територијата на општина Могила. Се работи за пожарот кој што се одвива позади мене, кој што има долга пожарна линија од неколку километри и наша примерна цел е да го заштитиме селото кој што се наоѓа зад мене. Затоа овде се упатени неколку битолски екипи на пожарникари, како и 4 огнени тимови на дирекцијата за заштита и спасување со 4 пинцгајори. Тежок пожар имаме и на територијата на општина Студеничани, пожарот кој што од 3 дена е активен. Денес на него цел ден работеа ер-тракторите, имало благи врнежи од дожд кои што благо помогнале, но за жал тој се уште активен, но него загрозува блиското село Дол Рамни Габер. Тежок пожар имаме и на територијата на општина Македонски Брод, кој што е активен неколку дена на тешко пристапен терен, карпес терен, стрмен терен. Во текот на целиот денешен ден таму работи модул на дирекцијата за заштита и спасување, специјален противпожарен модул составен од 25 доброволни пожарникари и 5 припадници на дирекцијата. Постигнаа исклучителен успех и изгаснаа поголем дел од пожарната линија, но се уште има работа, ќе продолжат со гасење во текот на делумно на ноќти утрешниот ден. На територијата на општина Крушево имаме пожар помеѓу селата Алдинци и Норово, пожар има на територијата на општина Сарај, кај село Сарај, општина Кичево, кај село Гарани, општина Битола, село Лопатица, општина Крива Паланка, село Мождивњак, општина Куманово, село Косматец, општина Новаци, село Маково и општина Македонски Брод, село Драговдол. Едноставно, насекаде имаме пожари. Дождот кој што попладнево заварна во источниот дел од државата ќе помогне барем во тој дел да бидеме мирни неколку дена, но останатиот дел од државата е барут сув. Уште еднаш апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи доволна е само искра за вистинска катастрофа.